Почитувани припадници на печатот, ви благодариме што ни се придруживте денес, додека се осврнуваме на прашање од најголема важност еднината на проектот Иловица штука и неговиот потенцијал или значително да придонесе кон просперот на земјата и незините граѓани или за жал да има токму спротивен ефект. Од самиот почеток во 2004 година проектот Иловица штука представува светилник на можности, доказ за нашата непоколеблива посветеност на постигнување одговорен развој и економски раст. Со текот на годините инвестиравме значителни ресурси и финансиски и човечки во реализација на оваа визија, меѓутоа и покрај нашите најдобри напори се уште сме заглавени во вистинско мочуриште од правни и административни пречки. Да бидам јасен, односот кон нашиот проект од страна на властите беше во суштина скандалозен. И покрај повеќекратните недвосмислени пресуди во наша корист, бирократската инерција и произволните одлуки го попречуваа напредокот на секој чекор, долготрајното одложување и непочитувањето на законските процедури не само што ја подкопуваат нашата доверба во регулаторното окружување, туку ги загрозуваат и екзистенцијата на илјадниците кои ќе имаат корист од овој проект и иднината на новите странски инвестиции во Македонија, кои толку очено и се потребни на земјата денес. Сакаме да објавиме дека сме во статус на последна опомена пред арбитража. Часовникот на судниот ден веќе очукува близу до полноќ. За да не бидеме погрешно протолкувани, сакаме да бидеме јасни и прецизни. Нашето трпение е при крај. Не можеме повеќе да одолговлекуваме, чекајќи политички одлуки со кои се игнорираат правните околности. Ако политиката, спротивно на законот, каже не за нов и модерен рудник за бакар, ќе има правен епилог кој нема да биде поволен за државата, а за жал и за незините граѓани. Меѓународната арбитража не е одлука што се носи лесно. Тоа си има значителна цена и во однос на ресурсите, и во однос на угледот на нашата компанија и на земјата во целина. Сепак, во услови на континуиран лош однос и флагрантно непочитување на владењето на правото, тоа е чекор што сме подготвени да го преземеме за да ги заштитиме нашите интереси и интересите на нашите инвеститори. Сепак не мора да дојде до тоа. Ги повикуваме надлежните државни институции да ги почитуваат своите законски обврски, да го почитуваат владењето на правото и да соработуваат со нас со добра волја на брзо изнаоѓање решение за ова прашање. Остануваме посветени на тоа да продолжиме како партнери на владата, заедницата и поширокиот круг на чинители со цел да испорачаме трансформацијски проект кој е толку очено потребен на многу нивоа. Како заклучок, дозволете им да ја повторам нашата непоколеблива посветеност на одговорен развој, на просперитетот на заедниците на кои им служиме и на успехот на проектот Иловица штука, но да се разбереме доколку не се промени досегашниот третман на нашиот проект од страна на властите, ако се продолжи со занемарување на владењето на правото, тогаш неизбежно ќе дојде до процес пред Меѓународниот арбитражен суд. Ви благодарам. Ви благодарам, господине Вин, повелете, господине Лански. Благодарам многу живко. Ви благодарам на сите што се присутни. Имаме еден целосно јасен предмет пред нас кој што трае веќе 10 години од покрај напорите на нашите клиенти да се даде придонес во земјата на еден релевантен начин со
производи работна сила и придонес кон бруто домашниот производ во значителна мера како меѓународен адвокат. Јас сум шокиран од самата структура на легалниот систем во Северна Македонија и начинот на кој што правото се спроведува во земјата. Типично како адвокат со себе носам еден законник и навистина препорачувам да го прочитате Франц Кафка. Ова е една многу интересна новела од пред еден век. Приказната се одвива во Австрија и се опишува како една личност влегува во судскиот систем и како сите тие сето тоа се елаборира на толку конфузен начин и луѓето практично им се скратува законската заштита и на тој начин што се повредуваат законските стандарди на меѓународното право во значителна мера. Ние како адвокати сме навикнати да ги анализираме правните и законските системи однадвор, затоа што имаме уврска да ги разбереме како правниот систем на една земја ги исполнува правилата на владење на правото, правна сигурност и заштита на основните права во овој предмет и случај. И ние сме длабоко навлезени во предметот. Нашето разбирање е дека основните права на нашите клиенти се повредени на повеќе начини. Постои заштита на заштита на имотот согласно членот 1 од Конвенцијата за заштита на човековите права и права на ефикасен судски систем кој што ќе ги гарантира тие права. Постои право на правично судење на луѓе што се инволвирани во постапки. Ако направиме анализа на тоа што се случи во текот на овие 10 години, лесно да се разбере дека е во ред доколку некоја компанија отпочне диалог со одредена земја за да се здобие со лиценците за експлоатација и за работењето на рудникот, тоа е во ред. Прашањето е како тоа се прави и како односот помеѓу очекувањата и реализацијата го нема во земјата и се веќе тоа станува прашање на систем. Само ќе дадам неколку примери кои што се беа споменати и не елаборирани во говорот на Живко. Кога се сеќавам на денот кога одеднаш бевме сите многу среќни, навистина среќни. Од 27. јуни минатата година беше на прекрасна одлука. Не би можел да кажам дека бевме одушевени, но бевме многу задоволни. И јас бев задоволен што така ќе го завршам предметот, што ќе нема да мора да ескалира понатаму. Меѓутоа, не многу подоцна дознаваме за повлекување на оваја одлука. Тоа не сум го видел во мојата 40 годишна пракса како адвокат. Може да дојде до грешки, се разбира, меѓутоа така фундаментален проект за оваа земја, кој што е за само 3 недели една грешка, резултира со тоа што се повлекува една веќе донесена одлука, е нешто што е поврзано со реципрочното спроведување на владењето на правото и се разбира правното окружување и сигурноста на системот. Жал ништо ќе го кажам и ова. Не сакам да навредам никого во земјата, меѓутоа ова е еден малку чуден и некаде смешен систем. Постои некаква си второстепена комисија која што е тело до кое што поднесувате жалби кога не сте задоволни со одлука
на министрите во владата. Така што тоа е во вакви ситуации вообичаено постои суд и освен второкомисијата имаме нели други тела што работат во рамките на кабинетот на премиерот и тоа се многу тесно поврзани политички тела. Или имате независен судски систем, или имате политички тела со влијание, сега тоа е многу конфузно. И потоа има еден одлука на Висшиот управен суд во корист на владата на тој начин прекршувајќи ги сите, а не во наша корист, пардон, одлучи. Меѓутоа владата два пати игнорираше таа одлуката во 2020 и денес и имате и ситуација до која што дојде поради други системски елементи. Тоа е еден круг на одлучување кој што почнува со министри, со владата, па комисија, управен суд, па виш управен суд и постојано се вртиме во круг на контрадикторни одлуки во тек на години. И постојано се движиме во еден круг и ние се обидуваме да бидеме љубезни, да бидеме добри граѓани и да објасниме зошто оваја последна одлука беше законска. По политички систем треба да ги почитува тие одлуки. Значи, морам да ви кажам јасно, ние имаме добиено налог од нашите клиенти да покренеме арбитражна постапка. Иако можеби не сакаме тоа, ме принудени ми сме да побараме оштета од Република Северна Македонија, меѓутоа добиваме такви инструкции јасни и одиме во насока која што ќе биде штетна, можеби. Предпоставам дека се работи за седмоцифрен износ кој што ќе биде досуден против Република Северна Македонија и морам да ви кажам, ја ги следам инструкциите на своите клиенти доколку до крајот на годината најмногу реализација на владењето на правото во земјата, тоа за жал, затоа што ова не е наша политика, меѓутоа за жал ќе мораме да бараме поддршка и пресуда од страна на институции кои што се одговорни за заштита на инвестициите. Јас имам долгогодишно искуство со вакви меѓународни предмети и не би се појавил на пресконференција само за да кажам лесно е ова за нас, ние ќе добиеме предметот и готово. Ние темелно истражувајќи го, анализирајќи го предметот, и јас сум цврсто уверен дека е многу добар предмет и не можам, и чист предмет и не можам да разберам зашто земјата не принудува да одиме по овој пат. И на крајот, верувајте ми, Северна Македонија ќе го изгуби овој предмет, овој спор, и луѓето во оваа земја ќе мора да исплатат значителен износ на средства наместо да ја пружиме поддршка на една компанија, инвестиција на која што е очено потребна на земјата и наспроти незаконскиот начин на кој што го третираат нашите проекти и не спречуваат да придонесеме кон растот на земјата.